Јас долго размислував кога ве викнав на кој начин да почнеме со емисијата. Ако кажам дека ја имам 74 години, а 80 години постои Остен, се чувствувам на некој начин младо. Не млада, него едноставно нешто што не е во однос на вредностите на Остен, дека моите вредности се никакви. Лично многу ми е драго што сте гостин и лично ми е многу драго што ќе почнеме да зборуваме за Остен, бидејќи мислам дека многу малце е кажано и многу малце е препознаено во овие простори. Ви благодарам најпрвен за поканата. Навистина ми е драго со вас да зборувам, бидејќи сте познавач и чувар на вистински вредности. Знаеме за Македонија дека е полна со, викаме колевка на културата, на уметноста, дека е полна со вредности, но за Остен кога се спомнува, тогаш навистина зборуваме за еден бренд во културата кој што светски бренд, кој што е на светско ниво и тоа од самото негово создавање. Оваа година ние ја одбележуваме со редица настани точно тој голем јубилеј 80 години од создавањето на Остен, воопшто не се малку, и тоа се во суштина 1 јануари 1945 година од печат е излезен првиот број на Остен, тогашното списание за хумор и сатира, и од тука почнува да се гради брендот, после се надградува со настани со кои што преминуваат со текот на времето во манифестации, како Светската галерија на карикатури, создадена во 1969 година, Остен биеналето, така да во овие 80 години можеме да кажеме дека самата наша држава има поминато низ редица транзициони периоди во кои што и Остен како бренд се изменувал и видоизменувал, и она што јас од мој аспект како директор во Остен можам да кажам дека ние само сме на некој начин преокупирани со таа голема традиција и вредност која што имате голем терет да се одржи. На некој не сакам терет да го спомнам зборот, тој термин, меѓутоа еден убав терет, една гордост и една привилегија да сите оние вредности кои што се вградени во Остен, сите оние напори кои што биле од луѓето кои своевремено на свој начин учествувале во неговото градење и развој, да ние сега ги надградуваме и ги чуваме и ги надградуваме. Спомнете колку земји и колку учесници беа на последно биенале? Тоа кажува на некој начин колку е тоа на последното биенале беаше околу 300 уметници од сите земји, од цел свет, од околу 66 земји, и учествуваа со околу 1000 дела. Тоа доволно зборува? Тоа доволно зборува колку тој бренд сме го издигнале на меѓународно ниво. На некој начин и не сме свесни дека е толку бренд. Да, не сме свесни. Јас секогаш кога на својата работа ја ретко ми се случува, затоа што обично сме ги бркаме, крајни рокови, зафатени сме со обврски и така натаму. Меѓутоа малку кога ќе се свртиш назад, една евалуација да направиш на она што си го работел, гледаш дека во суштина тоа е многу ценето и е многу важно и дека е многу битно не само за Македонија, туку и за целиот свет. Па во глобала муабетот го сведуваме на светскиот бренд, меѓутоа она што на некој начин и зошто ве викнав е нешто што мислам дека
во Македонија не е толку препознатливо како во светот и дека не е вреднувано онака како што треба. Па, и ние на некој начин го имаме тоа чувство и зошто е тоа така, јас многу често спомнувам дека Македонија, ние треба едноставно да бидеме горди и да бидеме свесни дека и тука може да настанат светски процеси. Да. Дека не е тоа во уметноста, во културата, не е тоа дека нешто треба да биде Берлин, треба да биде Њу Јорк или треба да биде некој не знам кој друг град во светот, од каде што ние ќе ги превземаме влијанијата или вредностите или така натаму. Самото создавање на Светската галерија на карикатури во 1969 е вистински показател на тоа. Светската галерија на карикатури е создадена за време на шестите средби на солидарност после земјотресот, кога земите, ке речам, прогресивните земји од цел свет доаѓале во Скопје да му помогнат во неговиот развој. И самите средби на солидарноста биле нешто што на некој начин го имаш тоа чувство дека земјите не те заборавиле и дека на некој начин со тебе учествуваат во сета таа болка. Апсолутно, дека не си сам, дека сме навистина ние дел од едно нешто на било кој ниво, на светско ниво, нели, на меѓународно ниво. И биле во тој период толку свесни луѓето дека не треба само возобновување на разрушените објекти или инфраструктура, туку исто така и на социјалниот и на општествениот живот, каде културата има главно место. Да. И точно на шестите средби на солидарноста во 1969 година е формирана Светската галерија на карикатури и Остен, редакцијата на Остен, природно го превзела нејзиното организирање и еве веќе оваа година го организираме 58-то издание на Светската галерија на карикатури. Остен е богат со многу наследено или како да го кажам гостување на уметници или на некој начин нивното солидаризирање со Остен во смисла на тоа дека ви ги поклонуват или ги оставаат своите дела. Да не спомнам меѓу сите тие Пикасо, кој на некој начин ми е болна точка, бидејќи сето она што вие го имате во светот би одекнало со редици луѓе кои чекаат да го посетат. Кај нас едноставно тоа многу малце и луѓе го знаат. Јас сигурно и вие знаете и организаторите на настаните од областа на уметноста, дека ние се бориме за публика. Да, токму ради тоа сакам. И да, тука јас секогаш велам дека ние како организатори на тие настани паралелно со она што значи професионално представување на изложба, на некој друг настан или било што, треба да имаме, сакале или не, меѓутоа е уште подобро ако тоа го правиме свесно, да имаме едукативна улога, да ги насочиме, односно да им представиме на луѓето, на пошироката публика, што значи она што го изложуваме. Да. Или што го организираме. И од тој аспект јас навистина знам дека правиме се што можеме да што е во наша можност, но исто така морам да забележам дека поддршката од генерално од општеството, од установите, да речеме и државните, не можам да кажам дека воопшто не сме забележани, меѓутоа за една институција како Остен тоа не е соодветна поддршка. Значи, се сложи. Ние треба многу поблиско, затоа што
колку институции имаме како Остен во Македонија? Единствена сме. Не постои конкуренција во Да, таа смисла. да, и во тој смисол, значи, треба да бидеме многу поприсутни, многу поблиска да ни биде соработката со Министерството за култура или со други. Исто тука ги ставам од една општествена одговорност и бизнис секторот, затоа што сите сме ние градители на општеството, и на социјалниот и на културниот живот. И така, можам да кажам дека поддршката е минимална. Ние сме приватна институција со јавна дејност. Таа јавна дејност навистина може да се најдат многу креативни начини на соработка. И со бизнис секторот, особено да речеме со карикатурите, толку е таа податна уметност, затоа што карикатурата се смета за уметност за пренесување на порака. Да. И така може во еден така елегантен, на така убав начин да се пренесат одредени пораки, така да тие бидат и во функција на оние кои што ќе го поддржат настанот, дури и во комерцијална функција, но сето тоа не се препознава доволно, можам да кажам. Колку препознатливи сте во светот? Колку се чести вашите гостувања, да речеме, на соодветни настани во кои имате можност да се представите? И како реагираат луѓето таму? Па, видете, со оглед на тоа што најголемите, највисоките награди на Биеналето, сега зборуваме за кога зборуваме за карикатурата, тука дури нема да бидам нескромна да кажам дека сме број 1 во светот. Тоа е Светската галерија на карикатури, најстарата манифестација во областа на карикатурата, која што е се уште жива и се уште обстојува. Во исто време се формирани Маростика и Бордегера во Италија, меѓутоа со паузи некои и се уште не сум сигурна колку дали се уште функционираат на тој начин, но ние можеме да кажеме дека сме познати и препознатливи комплетно во целиот свет. Нема град каде што, или држава секако, да не речам ни град поголем, каде што карикатурист не учествувал или не знае за Остен или за Светската галерија на карикатури. И така тука неприкосновеност некоја чувствуваме сите во Остен што организираме. Меѓутоа, пак ќе кажам, карикатурата и како медиум може да се трансформира во смисол на новите технологии, дигитални и така натаму. И е неверојатна добра алатка за образување и за поттикнување, секако за пренесување, меѓутоа и за поттикнување на една здрава критичка мисла, што кај нас недостасува. Па јас мислам дека младиве 99% да ги прашаш не знаат дека постои Остен, а да не кажам дека карикатурата не им е нешто што е за нив некое доживување кое треба да пренесе соодветна порака или да едноставно. Не сакам да мислам така, меѓутоа изгледа дека многу треба мислење за карикатура. И многу треба, не многу, али треба предзнаење, нели, за одредена порака да ја примиш, треба да имаш предзнаење. И многу е полесно, како што гледам, да се поврзиш со некои по-плитки или по-површни пораки, дури и хуморот се трансформира, различни работи се смешни на нашите деца или на новите генерации, на различен начин. Овој хумор или порака или сатира, иронија, мислам, тоа се работи кои што навистина интелигенција и предзнаења и едуцираност треба. Имате посети на училишта? Не. Односно, ретко.
И сега тоа е во врска со карикатурава, а што се однесува до биеналето, самото тоа што едни од најпознатите уметници во светот се добитници на највисоките награди, говори за тоа колку е ценето биеналето. Владимир Величковиќ, Марина Абрамовиќ, Кристо, Кабакови, Пиер Сулаж, Тони Крек, Јозеф Кошут. Дефинитивно. И последно во биенале Микеланџело Пистолето, кој што во светски рамки на своји 92 години имаше, како да кажам, еден подем на неговата популарност, особено со тоа што беше номиниран за добитник на Нобеловата награда за мир. Со своите изложби. Мислам дека недоволно се знае кај нас, барем јас не чувствувам така дека сакав да ми биде прашањето. Дека уметноста влијае, дека уметноста е нешто кое што значително влијае на текот на општеството. Дали отварањето на годишното биенале е посета на наши луѓе од тоа за да бидат видени или за да ја видат изложбата и колку после тоа има заинтересираност да тоа биде посетено? Што се однесува до изложбата на биеналето, официјалната изложба, каде што изложивме на последно во биенале, кога нели 80 годишнината на Остан ја прославувавме, изложивме 80 уметници со своји дела, вклучително Микеланџело Пистолето, кој што беше добитник на Гран При за животно стварување, вклучително Вангел Наумовски, чие што дело беше прогласено, да кажем, за светско културно наследство на нашето биенале. И самото отворење, па не знам, навистина беше преубаво посетено. И ние вообичаено ја организираме изложбата во Чифтеамам и секогаш ни е тесно Чифтеамам со она што можеме. Е многу голем простората и многу е да, со она што можеме да изложиме, сакам да кажам, но исто така беше и многу посетено. Многу посетено беше, самата изложба беше многу посетена, значи луѓето ги препознаваат, сега тоа се разбира дека беше проследено и со промоција, и со објаснувања и така натаму. Но ние од наша страна, пак ќе кажам, правиме се што можеме. Тука спаѓа комуникацијата со медиумите. Медиумите треба да ни бидат најглавните поддржувачи. Мислам дека малце малку не поддржуваат, но мислам дека има простор за многу повеќе. Дефинитивно. И заслужува да има повеќе. Да, и не само ние, туку не само нас, да речеме, меѓутоа не е во ред да немаме телевизиска емисија за култура и уметност. Не е во ред да немаме простор каде што ќе можеме во одредено време, на соодветен начин, да пласираме информации за култура и уметност. Не може да се дали медиумите, дали новинарите ќе дојдат на пресконференција каде што сакаме да ги објавиме наградените и така натаму, да зависи од тоа дали ќе има некој настан или дали нешто се случило, дали во собранието има нешто или нешто од политичка. Од владините да беа некој беше да присуствува, да отвори 80 години. Не. Тоа доволно кажува и затоа упорно потенцирам дека една поддршка на нешто што е во светот препознаено, што има својата 80 години постоење, што значи дека никој не ви давал пари па тоа вештачки да се одржува, него сте се труделе сами да тоа го направите и ден денеска е тоа така, да нема, ако ништо друго, соодветно да ви кажат алау, да ви честитаме тие 80 години. Па да, тоа навистина многу ќе ни значеше.
затоа што на тој начин се Признание добива за некој нешто што легитимитет на она што го работиме. И тоа ни е особено важно и за надвор, да речеме, кога ќе појдеме надвор со представување на она што ние го правиме, на наши уметници или меѓународни уметници, наградените уметници од Биеналето, е многу важно да биде поддржана таа изложба од државата, односно од државните институции, затоа што на тој начин го имаш легитимитетот. Да. Дека значиш во рамките на признаен си дека твоите ако дома не те признаваат или не доволно или не значиш ништо, зашто некој друг би го направил тоа. Меѓутоа, за среќа уметноста е универзална, нели? Не зависи од државните не зависи толку од државните, така да ние го наоѓаме својот пат. Големите уметници се едноставни. Големите луѓе генерално се едноставни и препознаваат. И јас навистина се чувствувам и не само гордо на сето она што Остен до сега представува и што еве јас сум во можност и во позиција да придонесам на тоа се задржи и се развие понатаму, туку и на она што големите уметници го признаваат и ја прифаќаат соработката со нас, го препознаваат. Тие го разбираат тоа. Да, и го ценат. Ценат особено што е во прашање ентузијазам, љубов, вредности кои што не можат да се платат со пари. Нити па може да се наместат. Тие се одвиваат сами од себе и резултатот е она што го зборува колку е тоа вредно или на каков начин е направено. Еве само извинете да дополнам, немаше никој од државните институции за отворањето на Биеналето и 80 години, прославувањето на 80 години од Остен, меѓутоа ние ги поканивме наследниците од основачите на Остен, вклучително Блаже Конески, Славко Јанески, Панде Јарески, Владо Малески, Ацо Шопов, тоа се имиња Цицо Поповиќ и други се, извинете во моментов, тоа се сите не случајни луѓе, тоа се доајени на македонската култура и уметност и она што ни беше така во тој момент исклучително бодеше очи, да кажам, како тие луѓе кои што биле на своји 27, 8, 30, околу 30 години, веднаш после завршувањето на Втората светска војна со таков ентузијазам и со такво чувство на да се создаде нешто убаво, го направиле. Верување во тоа дека тоа треба да се. Во подобро утре и го направиле точно Остен. И тие значајни имиња успеале да го одржат за овие 80 години денеска да бидеме секако и тие другите што понатаму работеле, и Дарко Марковиќ, и Ане Василевски, и еден куп други луѓе кои што во текот на годините го одржувале Остен, па се до Мица Јанкуловски, кој што еве е председател на Остен и кој што заедно со тимот во тој тим е дело тоа. Кажете ми како странците ве наоѓаат или случајно ќе се најдат кај вас или чуле пред тоа или имале некоја информација дека сте тука па треба да ве посетат? Еве видете, тоа е вистинска, како да кажам, оттелотворување на зборот вмрежување. Да. Затоа што ние секогаш имаме компетентно меѓународно жири за Биеналето. Исто така го развивме концептот на амбасадори на Остен. Имаме совет на амбасадори на Остен. Добитниците на Гран При за животно остварување се по правило амбасадори на Остен. Баш во јули сега бевме на пистолето да му ја врачиме плакетата како амбасадор на Остен. И ние меѓусебно комуницираме, тие предлагаат
и идни, да речам, имаме список на идни предложени номинирани уметници кои што би биле заслужни да ја добијат наградата Гран При за животно остварување. Исто така за членови на жири, едни со други се предлагаат и на тој начин едноставно навистина сме многу познати во круговите на визуелните уметности на едно многу високо ниво. И јас секогаш кој ќе појдам, затоа што ние остваруваме соработка и со други манифестации од нашиот карактер. Еве, неодамна во Фиренца, бев на Фиренца биенале, Ларнака биенале, Арте Салоники, во Ереван исто има биенале, Варна и други сродни манифестации од овој карактер. И кога зборуваме со луѓето, веќе се препознаваме и веќе се некој со некого веќе работел или имал контакт или така, и тоа вмрежување навистина е една додадена вредност која што да, и сегашните можности на сегашните можности се големи. Да речеме дека колекцијата што ја имате од Пикасо може би за да не кажам 99,9% македонци не е позната. Начинот да тоа го осознат и во овие услови сега на некој начин е многу поедноставен, бидејќи може да го најдат на социјалните, на мрежите, на веб страната и сето тоа, и да на некој начин бидат горди што ние тоа го имаме и што можеме да го презентираме во светот. Јас верувам дека овој Пикасо што вие го имате, да е на во некоја друга држава ќе се чекаат редици да се посети. Навистина е така. Го земам како пример. Да, навистина е така. Вашето богатство е навистина големо. Па да, и среќни сме за тоа, горди сме на тоа. И треба да бидете горди. И мислам дека навистина со една малку поголема организираност и поддршка во однос на заедницата и државната и бизнис заедницата би можеле многу повеќе да направиме за сите, првенствено за нашата поширока публика. Дефинитивно. Затоа што сега да не спомнуваме дека од сите сме со тоа чувство, да речеме, можеби генерациите што сме јас, вие и така натаму, дека со чувство сме на некоја деградација на вредностите на кои што ние сме биле навикнати и сме ги земале здраво за готово дека така тоа е така и дека можеме само нагоре да одиме. Меѓутоа ние сме сведоци сега на одење надолу од тие вредности и тоа ни кажува само дека не треба ништо да земаме здраво за готово, дека животот и работата е постојана борба и дека треба да се избориме за тие вредности да одат нагоре и да бидат расширени на пошироката јавност. И да си ја доживеат својата вистинска вредност. Апсолутно да ја доживеат и на тој начин самите луѓе да ја почувствуваат, да го почувствуваат благодетот од тоа. И да бидат горди дека имаат нешто такво во тоа чувство, да го имаат, да се почувствуваме сите заедно по-горди. Затоа што нам ни требаат позитивни херои во нашето обкружување. Тоа може да биде Пикасо, може да биде некој млад уметник македонски, може да биде, меѓутоа меѓу нив треба да ги бараме. Не меѓу квази уметници или поп-култура или не знам која друга култура и така. И да се направи нешто што младите би едноставно се обучиле, што имаме и да бидат свесни кои вредности ги имаме. Јас мислам дека младите тоа едноставно нити го знаат, нити се заинтересирани во смисла на тоа да има една работа која што јас вака сум ја забележала сега со почетокот, со појавата на социјалните медиуми. Многу брзо се одвиваат работите и перцепцијата на младите да нешто
научат или да осознаат како вредност е многу, како да кажам, не сакам да кажам плитка, но нема доволно трпение за да навлезат подлабоко во некои работи. И така тие им се, затоа и на претходно реков, треба мислење за тоа, треба, значи, неодамна, не знам каде беше, некаде слушнав на Оксфорд, на Кембридж или не знам каде, беше на овие топ 5 што се универзитети, нема предавање, едноставно професорот им дава една книга на студентите, им вели тогаш и тогаш имаме разговор за оваа книга. И сега тука има и книга, има и референции X, значи за ти да можеш да разговараш на таа книга, мораш да прочиташ еден куп други работи за да ја сватиш и да така натаму. Јас во своето образование имав среќа да на таков начин исто пристапуваме кон работите и да се оформиш и како личност и да имаш желба да тоа го видиш во живо и да едноставно да доживееш како така. Таа артикулација веќе не постои. Сега се е на клик. Ја гледаш информацијата и веднаш реагираш. Мислам, реагираме, така правиме. Нема дистанца, нема редакција на она што да размислиш, да видиш дали е тоа. Ниту пак проверка на изворот, нели, во голема мера. И затоа, велиме, има многу лажни вести и така натаму, меѓутоа, ако тие доаѓаат до нас, ако и можат да влијат, ако ние им дозволиме. Или обратно, во нашиот муабет, треба да им дозволиме да дојдат до нас овие убавите и вредните работи. Јас на социјалните мрежи водам сега во последно време една рубрика која се вика "Дали го знаете Скопје", во кој давам кратки информации. И морам да кажам дека приемот е добар и дека луѓето се зачудени на нештата што ги имаме. Едноставно ми се случува да ми каже ова прв пат го слушам, не го знам. Едноставно една стратегија, едно уредување на нештата што треба да допрат до нас се државна работа. По мене. И дека тие тоа треба да го направат. Единствено, државните институции имат соодветен механизам и инфраструктура и пари за тоа. И логистика за сето тоа се спроведе. Иначе ќе остане на вас, на мене, има уште неколку и јас што ги следам од областа на културата. Многу ми е драго, една девојка има на Твитер, не ја познавам, меѓутоа и таа е многу ентузијаст, онака за јавните споменици низ Скопје, ги мапира, ги објаснува, па компаративно, многу интересен Твитер профил. И меѓутоа ќе остане на поединци да тоа го прават, меѓутоа никој како поединец не можеме, не знам колку да направиме, па дури и ние како институција Остен, пак не можеме кој знае колку да направиме, без оглед што правиме се што можеме, но една стратешки осмислена, поддржана логистички, што значи и финансиски, и просторно, и промоција, и сето тоа. Вие имате ли наследници? Во тој, само тие можат да направат поместување на јавноста за еден степен погоре. И ние кога ги гледаме редиците, нели, на луѓе за влез во музеј за Пикасо или за не знам, се едно, за визуелни уметности да речеме, некој работел со таа публика без оглед дали се работи за домашната публика или за странци, затоа што и туристи одат, меѓутоа не сите одат во музеи, нели, одат оние што се интересираат за тоа или што дома се подготвени, имаат предзнаења за тоа и затоа го препознаваат како вредност и одат да го видат, ако го нема кај нив во некоја друга земја. Во светот се има. Пак ќе кажам на некој начин една стратегија на нештата што ги имаме, што треба да се одржуваат, што треба да се пренесуваат на помлади генерации, никој не размислува дека треба да ја направи и дека тоа е иднината на она богатство што го имаме. Само така можеме да одиме
во вистински правец, со вистински вредности, да ги трансформираме. Новите технологии, алатките кои што имаме се прекрасни. Да. Меѓутоа, Сепак некој ги тера во еден правец, а не... меѓутоа, нашето влијание во тоа како тие влијаат врз нас е исто така дискутабилно и затоа потребно е да имаме ние сознание и знаење за да можеме да ги користиме на вистински начин. начин. Апсолутно. Ти не може само да се има нешто и да на некој начин се тера во некој правец кој може би не е соодветен, меѓутоа или условите, или можностите, или луѓето кои тоа во моментот го работат, водат така. И никој не е засегнат што постои еден 80 години и што тој треба да уште, да не кажам 80, ама 180 сигурно години постои. Да. И дека тој пренесува наши вредности, наши сознанија на нештата што треба да бидеме горди и ние како поединци, и како држава, и како некој која пренесува приказната на овој простор кој треба да биде гордост што го има. Па тоа е таа колективна меморија. Значи, стратешки да се направат, да се подигне нивото на свеста на заедницата, за да може колективната меморија на вистинските вредности да се пренесе на следните генерации. Ние иначе оставаме многу бришан простор, кој што не останува празен. Тој се пополнува со невредни или помалку вредни работи. Кој како ќе се снајде да го пренесе тој празен простор. И кога ќе кажеме младите не знаат тоа, јас тука равноправна причина за тоа ги гледам и по старите. Дефинитивно. Почнувајќи од нас, затоа што не сме успеале да допреме или на вистински начин да ги пренесеме работите, но навистина за една посеопфатна, односно за општествена свест или културолошка, градење на културолошка матрица, тоа мора да се направи системски и со поддршка на сите заинтересирани што треба да бидат за и кои се свесни дека тоа го имаме како нешто вредно, кое светот го препознава, а ние не обрнуваме доволно внимание. Тоа е навистина еден извонреден феномен. Секогаш да мислим, тоа е некој тип на инфериорност што кај македонецот постои. Дека не сме доволно, дека вредностите наши не се доволни, дека секој од надвор е нешто повеќе или не знам што. Меѓутоа, тоа прво произлегува од недоволната информираност што се имаме, кој се учествувал за тоа културно наследство, да речеме, да се создаде, да се зачува, да се пренесе како порака на идните генерации. Да се вреднува. И сето тука и да се вреднува. Се разбира. Токму тоа е она што јас мислам дека Македонија секогаш била под некого. Власти различити нешто, не доволно и секогаш не гледале да преживееме, да не го цениме тоа. Среќа имаме што тоа е сочувано, што тоа останало, што има можност да денеска го добие своето вистинско вреднување и за жал да светот го препознае, а ние едноставно не можеме да се снајдеме се уште во таа улога. Гордана, сме биле, знаеме историски дека еве сега не сме под никого. Па токму тоа го велам. Нели? Значи имаме можност да сега го имаме тоа, го препознаваме, ама не му даваме вреднување или не раководиме добро со него. Да. И јас сум намисла, нека не ме разберат лошо, дека ќе го изгубиме тоа што го имаме. Дефинитивно, ако не доволно кој друг ќе биде заинтересиран да го сочува, и се разбира, проаѓа време, има запна време, има материјални работи кои што материјални вредности, артефакти или кои што ако не ги сочуваме
нормално ќе се уништат, има нематеријални работи ако не ги архивираме, ако не им дадеме, ако не ги промовираме, ако не ги покажеме, ќе потонат во заборав и едноставно на нас е, на нашата свест и чувство за идентитетот наш, затоа што јас најмногу културата ја гледам, уметноста, вклучително културата како еден поширок поим. Размислували ли некогаш да сте во некоја друга држава, зборувам за институцијата Остен, дека таа би имала многу поинаква улога и многу поинако била доживеана? Не само што сум замислувала, туку ние сме имали и директни понуди. Да она што е наше, мислам, на Остен, што припаѓа од тој смисол препознавање во толкава мера за да обезбедат соодветно и услови за сето тоа и за сето. Регулирано, сметаме дека е наше и дека јасно. И како што сега со биеналето, да речем, или Светската галерија на карикатури, тоа се манифестации од меѓународен карактер кои што се случуваат. Секоја држава би сакала да ги има. Значи, Фиренца, сега пошто последно бев таму, градот, државата и Европска унија стојат позади нив. За самиот град Фиренца е, да речеме, по привлечен, нели, како. Меѓутоа, зошто е тоа така? Затоа што некој во минатото, Медичи, нели, биле најголемите мецени на уметниците. И сето тоа е соодветно вреднувано, соодветно зачувувано, негувано, за да сега можеме да зборуваме за Фиренца како некој бренд во уметноста, самиот град. А кога ќе правиш биенале, нели, во Фиренца, веќе и кога на Фиренца биенале веќе половина работа завршена. Мене од режија ме опоменува дека сме при крај, дека разговорот веќе истекнува. Многу ми беше драго што ми беше соговорник и ако успеавме барем малце да ги заинтригираме да дојдат во галеријата Остен и да бидат свесни на тоа што го имаме, да ја пренесува таа приказна, мислам дека успешно ја направивме тогаш емисијата. И јас сум сигурна дека е така. Ние во галеријата Остен на Максим Горки 16А имаме повремени изложби, немаме простор за постојана поставка. И еве сега, не утре, задутре имаме изложба на Миро Масин во 19 часот, па нека повелат. Драго ми беше, драги гледачи, се надевам дека не ви бевме досадни со разговорот, дека ќе дојдете на Масин, да го посетите, да ја видите неговата изложба. Лично многу го ценам како сликар кој има некој посебно. Во секоја негова слика се чувствува неговото чувство. А ова е многу специфична, многу интимна изложба, пошто е, така се вика изложбата, автопортрети и неколку палети. Негови автопортрети и дел од работната облека, палетите со кои што работел и така еден дел од неговиот живот. Од неговиот живот.